Знам дека милувате да го глорифицирате рамковниот договор и дека тоа било голема победа на албанскиот народ. Не. Тоа беше победа на елитите на Али Ахмети и неговите внуци кои сега купуваа хотели во центарот на Скопје. И жал ми е што цело време се обидувате да се изедначите со сите албанци. Не е така. Милионери како Али Ахмети кои директно профитираја од рамковниот договор и кои изградија на политичка каста се единствени кои во овие 20 години профитираја од честниот албански народ. Јас за жал сепак морам да констатирам дека и во говорот и ке пратеничката или редоути и кај вас дека има една тенденција секое прекршување на законите, секое прекршување на деловниците да му се стави некоја етничка димензија или дека нешто се поднесува затоа што некој бил албанец или македонец. И мислам дека и таквата тенденција дури му пресуди на Дуи на минатите избори, кога се обвинуваше за криминалите на Артан Груби и тогаш главниот аргумент за жал на Дуи беше дека тоа е заради тоа што тој е албанец. За сега ете да видиме како истиот заврши на црна листа, односно и меѓународната заедница го потврди она што ние претходно го констатиравме. И јас за жал морам да констатирам дека и во говорот на пратеничката Илире Даути, таја ја прошири темата и се врати на пописот и се повика на тоа дека нерезидентното население не било попишано кај нас. И мене тоа ми е жал што го гледам кај вас дека вие постојано додека се повикувате на европските вредности, вие ги газите тие европски вредности. Вие немате ниту една држава, еве слободно демантирајте ме, каде регулативите на Евростат викаат дека нерезидентното население влегува во попис. Тоа никаде го нема. Ние тоа кога го аргументиравме, ние повторно бевме нешто албанофоби или имавме против албанците. И мене ми е жал што колегите албанци не го гледаат суштинското. Вас не треба да ве боли тоа што диаспората не може да се врати да се попиши. Вас треба да ве боли тоа што толкав број на албанци се иселени од Западна Македонија. Затоа што еве јас доаѓам од Струга, од рамковниот договор натака, само Кичево, Струга и Гостивар имаат изгубено 50.000 жители. Али Ахмети и неговите внуци милионери нема ништо заедничко со оние албанци и македонци кои купуваат и бајат леп за да преживеат.